Го спомнавте договорот за набавка на 8 транспортни хеликоптери од италијански Леонардо. Контроверзии го следат овој договор. Каков е во моментот статусот на договорот со Леонардо? По анализирање на пазар, не е избран Леонардо, избрана е друга компанија. Кога се предлага на управната група да се прифати друг вид на хеликоптери и цената е најниска во тој период, стигнува без никако да се побара, од никого да се побара ревидирана понуда, не знам и како се дознала за таа ревидирана понуда од Леонардо, која што е во тој момент пониска. Симптоматично е што во тој момент е најниска цена, но на потпишување на договор се зголемува за 37 милиони евро. Како? Тоа треба да се истражи некој друг да ги даде одговорите. Зашто? За случајот со Петар Богоевски, да, кој што пред неколку дена се пофали дека е избран во наставно-научно звање на Војната академија. Колку според вас е соодветно вакво, да речеме, јас ќе го наречам политичко вдомување во академијата? Па не би рекол така, бидејќи конкретно Петар многу години работи во министерството. Он е пред да дојдам јас работи. Институцијата има можност, се разбира, да биде согласно систематизација тама, но научното звање си има процедура како се дава, си има таму комисија кај што се дава, научниот совет заседава и го избрал.